Продолжуваат израелските воздушни напади во Рафа, на јужниот град во Газа, каде што повеќе од 1.000.000 палестинци бараат безбедност, додека преговарачите имаат за цел привремен прекин на огнот пред муслиманскиот свет месец Рамазан. Се надевам дека до следниот понеделник ќе имаме прекин на огнот. Ваквиот пробив е важен за председателот Џо Бајден, кој се соочува со демократи згрозени од билансот на загинати во Газа. Тој победи на прелиминарните избори на Демократската партија во Мичиген, дом на голема арапско-американска изборна единица, но се соочи со опозиција од кампањата "Слушај го Мичиген". Таа ги мобилизираше луѓето да гласаат неопределени, за да го притиснат Бајден да поддржи траен прекин на огнот. Еден од нив е американецот со палестинско потекло Адам Абу Салах, кој работел на кампањата на Бајден во 2020 година. Мислетме дека тој ќе биде некој што ќе ја води ова земја со хуманост и сочувство, но наместо тоа тој управува со лицемерие. На национално ниво, арапските и муслиманските американци не се значаен гласачки блок, но бројот на неопределени гласови во Мичиген ќе сигнализира колку од американците силно ја отфрлаат политиката на Бајден во Газа, зашто тие ги представуваат другите групи во коалицијата на председателот, малцински гласачи, млади и прогресивни демократи, вклучително и антивоени еврејски гласачи. Higher up Democrats assume that Democrats are Демократите на повисоки позиции претпоставуваат дека демократите ќе се појават да гласаат и ќе се појават да гласаат за Бајден, бидејќи другата опција е толку ужасна и предизвикува страв. Но тоа исто така ги фрустрира гласачите, затоа што чувствуваат дека нивната позиција не се слуша. Некои американски муслимани велат дека дури алтернативата не може да биде полоша од Бајден. Прогресивната демократка Самра Лукман е дел од кампањата "Напушти го Бајден". Кога имате некој како мене денес да седне пред вас и да каже "подготвена сум да прифатам председателство на Трамп за да го тргнам Бајден од функцијата", тоа е навистина доказ за тоа дека овој председател не успеа. Друг доказ, авиатичарот на американските воздухопловни сили Арон Бушнел се самозапали пред израелската амбасада во знак на протест. Белата куќа неговата смрт ја нарече ужасна трагедија. Портпаролката Карин Жан-Пьер рече дека ја разбираат фрустрацијата на поддржувачите на палестинската кауза. Ние разбираме што значи ова за заедницата и председателот го разбира тоа. Ние многу се грижиме за тоа ништо поминува оваа заедница. Но критичарите на Бајден велат дека тој не слуша и покрај различни анкети кои покажуваат дека се поголем број американци поддржуваат траен прекин на огнот во Газа. They're listening to donors and they're listening to pressure groups. Тие ги слушаат донаторите и групите што прават притисок. Па каде е центарот на моќ на партијата? Кај е естеблишментот? Каде е мнозинството гласови во партијата? Кај прогресивното крило? Тие се оние кои чувствуваат дека нема правда и мир со сегашната политика. Без драстична промена во поддршката на Бајден за Израел, Зогби рече дека ќе биде тешко да се убедат арапските гласачи во САД, кои ќе бидат клучни во Мичиген на ноемвриските избори. Не се потребни премногу гласови за да се изгуби оваа сојузна држава. Во 2016 година, поранешниот председател Доналд Трамп ја освои со помалку од 11.000 гласови.